Пред малку се сретнав со представниците на синдикатот од Еврокомпозит. Тоа е една фирма која што е комплетна собственост, државна собственост, собственост на државата. Ме запознаа со нивните проблеми што ги имаат, и тоа долгогодишни проблеми што ги имаат во својата фирма. Му ветив дека и покрај тоа што не е тоа моја надлежност, се ќе направам во интерес на нив, на граѓаните, на градот, со владата на Република Македонија и посебно со вице-премиерот Анџушев, и ако треба и со премиерот Зоран Заев, ќе разговарам, што е во моја надлежност, ќе помогнам и ќе инсистирам на оваа логистичка поддршка, и тоа е моја морална обврска да го направам во интерес на сите нас да се реши овој долгогодишен проблем. Остваривме конструктивна средба со градоначалникот, задоволни сме и покрај сите работи добро не прими и задоволни сме. Најавивте дека и утре ќе продолжите со протести? Да. Дали останувате на тој став со оглед на тоа дека... Да, остануваме и утре на протести. Дали плата до 15-ти до 15-ти една плата има. Година избори нема плата. После тоа се платени. Значи ветени се од Цаев. Е бруто плата месечно? Не е тоа само се плаќа. Сметката е блокирана така да... На Еврокомпозит 2 сати на некоја фирма композитна опрема, како друштво што е, и сега го покрива. Добро ще малце, значи, Тошки Јовичек, кој што исто е веќе, со промена на законот за материјално обезбедување, кој што требаше, ако до 1 декември, например, ако не направиме ништо, нема шанса, еден месец треба да се одјавува во трудом, за да може да се испушта луѓе. Не знаеме што, са бајни имам информација дека од технички природа е. Ова што не може да се префала 10 милиони денари, за да почне точно да ќе се одблокира работа. Сега ова протестот практично е со тоа што немаме никакви информации дали нешто се решава. До 15-ти Кај Јан Шушевкови